Татко од Парналија си ги бара децата, не ги видел повеќе од 2 месеца откако по подолго отсуство поради чување стока се вратил дома, но куќата ја затекнал празна. Таму повеќе ги немало ниту сопругата, ниту децата. Јас со стокат се марам, ја после 20 дена и идем дома, нема они. И од тога наока нема ништо. Никаква информација нема. Дали живе, дали мртов, тоа не знам како е, што е правено. Он како излезел од дома, од тога наока никако немаме контакт. Од тогаш поминало многу време, а Фазли нема никаков фабер за 6-годишната Асмин и 3-годишната Асија. Некогаш најголемата радост во неговиот дом. Децата сакам да виде со мене. Куќата празен горе. И он го собирал децата и носил, а нема никој дома. Со него немам работа, со моја жена, со него немам работа, ама децата да видам. Мора да видам децата. Во потрага по децата, Фазли случајот го пријавил во полиција, од каде бара тие да му се вратат назад. Имаме пријава за таков случај. Можеме да информираме дека по истата е постапувано и случајот е решен. Понатамошната постапка е во надлежност на Центарот за социјални грижи. Информираат за телевизија Старот Савршти. По ова Омер побарал помош и од Центарот за социјални грижи. Ја таму, а он кажува, вика, да пуштам молва од социјална грижа на Битолска. У таа се. А ја не сум од таму, јас сум у град сум, у Штипсим. Овај територија, не сум ја породен или у Прилепска, у Битолска. Мора да они да викне како социјална грижа, они мора да го викне наока на овај социјална грижа да го видам децата и како е, што е резултатот. Од друга страна, од Центарот информираат дека случајот им е познат, но таткото не ја испочитувал стандардната процедура. Тој за исчезнувањето на децата службите ги информирал усно, но досега не поднел официјално барање по кое тие ќе можат да постапуваат. На странката е посочено да поднесе писмено барање во нашиот центар, кое ние понатаму ќе го проследиме и ќе постапуваме по истото. Без поднесено барање не можеме да изготвиме соодветно решение. Информираат од Центарот. Кога таткото ќе си ги види децата е прашање, но извесно е дека за целата ситуација работа ќе има и судот.